Интересно, во старите и веќе прифатени учебници по географија и во секојдневните разговори, Македонија никој не ја наречува езерска земја. Може би трите прекрасни природни езера што се од блесоците и синилото на своите води со векови ги пренеле луѓето, не давале повод да се говори за некое големо езерско богатство. Тие во минатото кристално чисти и сини само биле бескрајно убави, вечна инспирација за високи културни и уметнички дострели. Библијата говори дека уште апостол Павле на својот пропагаторски пат подигнувал цркви на овие брегови, а Климент Охридски и Наум овде цврсто ги врежаат темелите на првиот словенски универзитет, многу порано од големите и познати европски универзитети. Во врелото на ова светлосно раѓање се доработувала кирилската азбука. Од оваа сончева страна тргнувале монасите со писмото на Кирил и Методи да го шират како пожар по словенските земји. Македонија е ризница на култури од повеќе епохи. Од праисториски времиња, преку антички, византиски, словенски, муслимански епохи, на ова подрачје се мешани културите на многу цивилизации и народи. И земајки дел една од друга, влијајки една на друга, создадени се дела од вонредна убавина и вредност. Плодната, но секогаш жедна македонска земја бараше вода. И луѓето, оставајќи ги старите огништа и градејќи нови, модерни индустријски населби, ги запреа реките, зашто одамна знаја дека во убавина може да се царува, но од убавина не може да се живее. И ја зафатија водата од планините и за само 30 години слободен живот изградија 44 вештачки езера, една огромна акумулација од 1800 милиони кубни метри вода. Иако трите големи македонски езера со своите сини води и бели брегови, со културата што цветала крај нив, со блескавото виножито на фреските и со првите словенски букви ги чуваат легендите за раѓањето на македонската нација, за нејзините највисоки дострели во културата и уметноста, младите вештачки езера создадоа нови легенди за динамичниот развој на слободна Македонија. Тоа се легенди на трудот и на желбата, брзо, во еден чекор да се стигнат развиените во светот.
И туризмот најмногу е врзан за македонските езера. Струга, град никнат како букет цвеќе крај чудесните води на Црн Дрим, е домаќин на светскиот фестивал на поезијата и представува мост на мирот и добриот збор меѓу сите луѓе на светот. Градот е познат и по преродбениците од 19. век, браќата Миладиновци, значајни за продолжување на вековната културна традиција на Македонија. Охрид, со многубојното езеро, со својата стара, единствена архитектура, со бројните културни споменици значајни за целокупната словенска култура, Охрид со надморска височина од 800 метри, вонредна клима, е секако најатрактивен. Затоа и овде се изградени голем број нови хотели од висока категорија и денес Охридското крајбрежје за голем број европски туристи представува туристички центар од висок ранг. Скоро да не постои човек кој еднаш бил овде, а да не се врати повторно на белото прозирно езеро во срцето на белите и црвени охридски ружи. Да споменеме дека во Охрид се одржува познатата културна манифестација Охридско лето, на која учествуваат врвни светски музичари и драмски уметници. Ако е Охрид мощне бучен и космополитски, Преспа со својата исконска тишина и дојран со топлата, богата со јод вода, нудат бескрајни можности за одмор. Ако пак кон ова додадеме дека и крај новите вештачки езера се изградени бројни мотели и кампови, Македонија е сигурно богата, но се уште недоволно откриена туристичка мека. Практично, туристичките центри крај езерата се отворени преку цела година.
Иако земја на сонцето, Македонија има повеќе места за негување на зимскиот спорт. Попова шапка крај Тетово, Маврово веднаш над Вештачкото езеро, изградено по војната, повеќе со ентузијазам отколку со некаква техника, Пелистер крај Битола, Крушево, највисокиот град во Европа, се главни центри на зимскиот туризам. Заради нивната посебно убавина и смучарски квалитети, за голем број љубители на белиот спорт, тие представуваат вистински бел рај. Охрид, ризница на словенската култура и уметност, е истовремено и извор на светлината. Овде како никогаш да не заоѓа сонцето. Од градот со неговата стара македонска архитектура, како постојано да зрачи некаква бела светлост што паѓа на дезерото. Белото сонце, како да се скаменило и над Крушево. Неговите одблесоци се премногу видливи и привлечни. За овој светол град е сврзана и една светла дата. Овде, во времето на востанието против Турската империја во 1903 година, беше прогласена Крушевската република, која со својот социјалистички манифест беше една од првите социјалистички републики во светот. Изобилството на антички споменици, кои видливо ја шараат нашата република, сведочат за народите што на оваа географска раздвиженост и распаќе оставија докази за своето битие.
Рековме, приказната за вештачките македонски езера е приказна за трудот, приказна за развојот на Слободна социјалистичка република Македонија. Денес, со благотворните бранови на новите езера, тиквешките плантажни лозја извори на надалеку познатите вина, прилепските и кумановските тутуни, овчеполската житница што може да дава и по 2 жетви годишно, кочанскиот ориз, струмичкото поле, полошката котлина и засега најголемата македонска житница Пелагонија даваат приноси што полека, но сигурно создаваат од Македонија еден од најголемите снабдувачи на Југославија и на еден дел од Европа со земјоделски култури кои успеваат под ова топло сонце. Кога говориме за македонската индустрија, ние секогаш употребуваме 2 атрибута – млада и динамична. А еве зошто. Ако се знае дека по завршувањето на Втората светска војна, за прв пат слободна Македонија, освен неколку занечиски работилници, практично немала никаков индустријски погон, а денес веќе има модерни индустријски капацитети на црна и обоена металургија, хемиска, метална индустрија, потоа електропроработувачка, текстилна и прехранбена индустрија, гранки способни да произведуваат и за најпробирливите светски пазари, ќе ни се прости што секогаш сакаме да кажеме дека нашата индустрија е млада, но брза во развојот. Скопската железарница, комбинатот Југохром, новата топилница за олово и цинк во Титов Велес, хемиската индустрија Охис, хемиско-текстилниот комбинат Хемтекс и многу други произведуваат индустријски стоки и стоки за широка потрошувачка кои се извезуваат во светот. Бидејќи е млада, македонската индустрија е се уште доста гладна за нови инвестиции кои ќе ги заокружат и модернизираат нејзините капацитети. Се очекува во наредните 10 години со изградба на нови енергетски извори и со вложување во современа технологија, индустријата во Социјалистичка република Македонија да достигне степен на подобро развиените индустрии во Европа. Кратката приказна за езерската земја ќе ја завршиме со главниот град на Социјалистичка република Македонија, Скопје. Исто така краткото видување со овој град, стар повеќе од 2000 години, ќе го започнеме со црквата Свети Спас, во чиј двор се наоѓа саркофагот на големиот син и идеолог на Македонија, Гоце Делчев. Црквата е позната и по својот иконостас, изработен во длабока резба во почетокот на минатиот век.
Расtel Скопје се развивал, во својата долга историја имал периоди кога бил еден од најубавите градови и во подалечна околина. 3 пати умирал срамнат со земја и пак се раѓал од пепелта. 74 пати го освојувале хорди и војски, а само еднаш за секогаш е ослободен. И живее слободен, млад и убав белиот град на Вардар. Во 1963 година катастрофален земјотрес го урива до темел. Но зад Скопје и Југославија, целата земја живее неколку години за повторното раѓање на овој град. На помош доаѓаат и луѓето од целиот свет. Овде можеби својот најдобар испит го положи солидарноста. Колку различни јазици се говореа тогаш на разорнатите улици на Скопје. За единствен пат по историската средба на Елба, овде се сретна армиите на велесилите во една благородна мисија на изградба. И одново блесна сонцето над Скопје. Како и секогаш, по секоја катастрофа. Одново се разведри небото над денешната култура на македонскиот народ и народности, чии темели допираат до минатото, до античките мозаици, фреските на словенските зографи, иконостасите во дрво, прекрасната македонска архитектура, старите ракописи, народната песна. Денес, во основните и средните училишта и на факултетите се предава на македонски, албански и турски јазик. Во Социјалистичка република Македонија денес има преку 1400 основни, 150 средни и 80 специјални училишта и 20 високошколски установи. Со 25.000 студенти, Скопскиот универзитет Кирил и Методи е трет во Југославија. Моментно, научната работа се изведува во 23 самостојни научни установи и 26 истражувачко-развојни единки, а нивната дејност е синтетизирана во Македонската академија на науките и уметностите. И ако денес Скопје е еден од најмладите, од темел повторно изграден град на Југославија, град на младоста на Социјалистичка република Македонија, ако е символ на моќта и братското единство на сите југословенски народи и народности, слободно може да се рече дека Скопје е еден од најубавите споменици на меѓународната солидарност. Онаква, каква што сите луѓе на светот кои сакаат мир и соработка, имаат желба да ја создадат. Gradot mi je drugar blizok mi, od dete so nego ja sam bil. Duša to mi zna, a ja sekoj nego kraj, Skopje grade moj, na srce što mi stoj. Skopje nema zbor, nema pesnika i što ne si ti. Nema srce, nema ljubav koja ne te svi. Pokraj Varda našte sudbini, si tečat vedem te, giluvej tvoj breg. Ovde našle si te pristan svoj, gi primi, gi gušnav pregrad tvoj. Rasteš sonih ti i se pleteš v nivni sni, Skopje grade moj, na srce što mi stoj. Skopje nema zbora, nema pesnika i što ne si ti. Nema srce, nema ljubav koja ne te svi. Pokraj Varda naše sudbini, si tečat vedem te.